Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Во Основниот суд продолжи судскиот претрес против поранешниот командир на Кочанската полициска станица Ванчо Тодоровски и неговиот помошник Санде Стојменов. Се разгледуваше дали давале наредби што биле спротивни од нивните надлежности и законската процедура, а прво обвинетиот се бранеше и по ново обвинение за злоупотреба на службената должност. На шестото продолжение од главниот судски претрес против поранешните раководни луѓе на Кочанската полициска станица, постапката беше вратена од почеток. На такво решение се одлучи судскиот совет поради новото обвинение против екс-командирот Ванчо Тодоровски дека направил злоупотреба на службената должност. Советот, со кој председава судијата Јаки Милиев, донесе решение двете обвиненија да се спојат и против обвинетиот да се води единствена судска постапка. Истовремено продолжи и постапката против неговиот помошник Санде Стојменов, кој освен за злоупотреба на должноста се товари и за изнудување пари. Во новото обвинение против Тодоровски стои дека внатрешната контрола во МВР открила незаконска, односно поголема исплата на надоместоци за дел од полициските службеници што биле ангажирани на прекувремена работа или по други основи. На тој начин тој го оштетил буџетот на државата за над 88.000 денари. Во својата одбрана пред судот, обвинетиот рече дека тој не можел да наредува исплата на надоместоци затоа што евиденцијата за прекувремено ангажирање на полицајците ја водел неговиот помошник и други полициски службеници. Застапникот на државното правобранителство остана на наводите во обвинението и побара судот да донесе пресуда против Тодоровски, тој да ги врати исплатените пари заедно со каматата. Претресот продолжи по првото обвинение против двајцата поранешни први полицајци, при што беа сослушани 4 полициски службеници во улога на сведоци. Тие рекоа дека остануваат на изјавите дадени во текот на истрагата, при што еден од полицајците додаде дека од Тодоровски добивал сугестии како да постапува во случаи кога имало пријави од граѓани. Останатите рекоа дека самите или други полициски службеници кои го работеле случајот одлучувале дали ќе изготват записник за прекршочна или кривична пријава или пак ќе го третираат како обична поплака. Обвинението ги товари Тодоровски и Стојменов за злоупотреба на службената должност и овластувањата, но и за изнудување пари, односно дека на своите подредени им давале насоки и наредби при пријавувањето настани во полициската станица, без оглед за каков случај се работи, да изготвуваат само пријава за примена поплака. Претресот продолжува идниот месец со сослушување на оштетени граѓани и нови сведоци. Закрепнуваат повредените деца од првомајскиот излет, кога кај оризари се преврате тракторот во кој се превезуваа. Сепак, главоболките за нивните родители не се завршени, затоа што, освен повредите на нивните деца, ќе треба да ги санираат и трошоците за лекување. Со закани за судски тужби се соочуваат родителите од Градовци, чии деца беа тешко повредени при превратувањето на тракторот, што се случи на 1 мај кај оризари. И покрај тоа што државата ветила дека целосно ќе ги покрие трошоците за болничкото лекување, нивните татковци и мајки на домашна адреса добиле предупредување од болниците дека должат пари. Тоа ги револтира родителите затоа што не се финансиски мокни да го платат лекувањето, а во целиот случај некој си поигрува со нив. Тоа го изјави министерот за здравство дека трошковите ќе ги покрие државата. А тоа не е точно, тоа е лага. Тука имаме еден вручет, една роднина, он си продаде кравата за да си покрие трошковите на децата. Иванов вели дека ќе мора да позајмува за да се раздолжи. Од Скопскиот клинички центар, каде што се лекуваа неговите две деца, му рекле дека ако наскоро не плати, тие по судски пат од него ќе си го наплатат долгот. Сумата што му ја бараат за неговиот домашен буџет како земјоделец не е мала. Па може би преку 30.000 со превоз, со се што требаше, може и повеќе да сам потрошил. Јас си продадох коњ за да одам тие денови каде чинјата. Вручело си продаде крава 900 евра, него у Скопје. Ујде на контрола ги одведе и не знае колку ќе плати. За едното дете му тражиле 200 евра, а за другото ништо не се му кажале, сега ќе. И он е таму болницата, да на контрола децата ги води. И покрај големите долгови, Иванов вели дека е среќен што децата му се живи и закрепнуваат. За несреќата не сака да го обвинува возачот на тракторот, затоа што смета дека бил чесен и скромен човек. Според него, превратувањето на возилото е резултат на сплет на несреќни околности, а не поради алкохолизираност на трактористот. Тоа е грота тај што ќе спомне дека е човеко виновен за сообраќајката. Не. Тоа нема врска и
Он со добра намера уидува со дечињата да си терат, да си прослават мај. Ама што ќе се случи? При превртувањето на тракторот кај Оризари на 1 мај загинаа возачот Миле Давидковски и неговата сопруга, а потешко повредени беа 15 деца од Градовци, при што неколку недели се лекуваа на клиниките во Скопје. Наместо до 3, рокот за самовработување со доделување неповратен грант е продолжена до 7 јуни. За оваа мерка и претходно и сега постои голем интерес во Кочани. Од распишувањето на огласот до сега во подрачната единица на Агенцијата за вработување во Кочани се пријавиле 42 лица, информира од таму. Мерката се однесува на долгорочно невработените, што се евидентирани повеќе од 1 година во списокот на агенцијата, лица на возраст од 30 до 49 години, млади лица до 29 годишна возраст, поранешни вработени лица во дејноста на енергетиката, на кои работниот однос им престанал поради деловни причини, професионални војници на кои им престанала службата во армијата на Република Македонија, корисници на паричен надомес по основ на невработеност, како и корисници на социјална парична помош, лица со статус деца без родители и родителска грижа, жртви на семејно насилство, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, родители со 4 и повеќе малолетни деца, лица под субсидијарна заштита, собирачи на пет отпадоци, роми, млади брачни парови со или без деца до 45 годишна возраст, возрастни лица од 50 до 59 години, како и осудени лица со отпуштање од казнено-поправна установа, кои своето вработување сакаат да го решат со финансиска подршка преку програмата за вработување. Сите тие треба да се пријават во подрачната единица на Агенцијата за вработување, каде редовно се евидентираат како невработени лица. Финансиската подршка опфаќа обезбедување на неповратни средства за набавка на опрема или репроматеријали во висина од 185.000 денари и помош во трошоците за регистрација на фирма. Советот на градоначалници од Источниот плански регион организираше состанок со раководството на Центарот за управување со кризи. Единствена тема по која се разговараше беше заштитата од пожари на отворен простор пред предстојната летна сезона. Центарот за управување со кризи во соработка со Министерството за локална самоуправа и Центарот за развој на Источниот плански регион одржа регионален состанок во Штип со представници од локалните самоуправи. Иако беа поканети и градоначалниците, не дојде никој освен домакинот. Тема на координативниот состанок беше превенцијата, раното предупредување, меѓусебната координација и справувањето со пожари од поголеми размери на отворен простор во регионот. Представниците од Центарот за управување со кризи ја презентираа нивната улога и надлежностите, а стана збори за одговорноста на институциите на локално ниво за преземање благовремени мерки и активности за поефикасна заштита од огнената стихија. Целта е превенцијата. За она што викаме подобро да се спречит отколку да се лечит. Значи, од најмало до најголемо нормално информирање и контакти со населението. Значи, почнувајќи од образование, од фирми, постапки во случаи на излети, на сите тие работи. Секој пат народот да е свесен дека најмала нивна невнимателност може да предизвикат и огромни штети. Со оглед на престојната летна сезона, кога постои зголемена опасност од пожари на отворен простор, од општините е побарано да одржат своји поодделни состаноци за заштита и ефикасна интервенција. На состаноците треба да присуствуваат представници од сите надлежни локални институции за да се изготват конкретни планови на дејствување и меѓусебна координација. На регионалната средба присутните представници од локалните самоуправи беа запознати дека Центарот за управување со кризи има изготвено проценка за загрозеност од сите ризици и опасности, како и подетално појаснување за интегрираниот систем за превенција и рано предупредување за шумски пожари, така наречен МАКФИС. Најавата за намалување на откупната цена на пченицата по се изгледа нема да значи и намалување на цената на лебот и на белите печива.
Извори од мелничко-пекарската индустрија велат дека доколку во регионот падне цената на пченицата за 20%, и ако тоа се случи и во земјава, тогаш нема да има потреба од корекции, бидејќи токму со таа цена на пченицата се добива сегашната цена на лебот. Според нив, досегашната цена на пченицата не соодветствувала со цената на лебот, односно сега произведуваат леб од скапа пченица. Упатените во бизнисот велат дека поевтинувањето на лебот и белите пецива може да се случи ако цената драстично се намали, но сепак појаснуваат дека за тоа големо влијание имаат и другите фактори, како трошоците за струја, нафта и друго. За околу 10 дена се очекува да почне годинешната жетва на пченица. Мелничарите и земјоделците веќе ги направија калкулациите, а експертите проценките за приносите. Лани имаше помал род и откако беше потрошена домашната понуда, мелничарите побараа привремено да се отстрани мерката за заштита на домашното производство. Ние мелничарите да увеземе пченица од соседството, додека се уште има и по одредени поволни цени, како не би дошло до зголемување драстично на лебот во Македонија, а и како во иднина не ни правила конкуренција српското брашно на нашето брашно. Ако минатата година просечните приноси се движеа околу 2,5 тона, сега се очекуваат приноси од 3 до 4 тона од хектар. Но дали ваквите приноси ќе значат и поголема заработка за земјоделците? Мелничарите не откриваат колку ќе биде годинешната откупна цена на пченицата. Велат дека тоа ќе зависи од цената во регионот. Ако се има предвид дека на новосадската берза веќе има најави за намалување на откупната цена за околу 20% поради добрите приноси, тогаш тоа најверојатно ќе се случи и на домашниот пазар. Мелничарската индустрија веќе подолг период се наоѓа во криза поради нелојалната конкуренција на домашниот пазар, односно напливот на ефтино српско брашно. Производителите на млеко ќе добијат финансиска поддршка за првите 6 месеци од оваа година. Од Министерството за земјоделство ги повикуваат да поднесат пријави. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира млекопроизводителите дека до 15 овој месец ќе можат да поднесат барања за субвенции за произведено и продадено овчо, козјо и кравјо млеко, и тоа за периодот од јануари до април. Висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар и дополнителни 15% за млеко произведено на одгледувалишта со надморска височина поголема од 700 метри. Барањата се поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што е извршена регистрацијата на земјоделското стопанство. Како доказ за продаденото млеко се доставуваат откупни белешки издадени од преработувачки капацитети запишани во регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло. Децата од големите групи од 4 клона од детската градинка Павлина Велјанова синоќа со приредба го одбележаа завршувањето во градинка. Салата на Центарот за култура Бели Мугри беше преполна со народ. Децата завршија градинка и сега се мини матуранти. И овие деца на 5 годишна возраст го прославија завршувањето на одреден степен на образование или воспитување. Децата од големите групи од сите 4 клона од Кочанската градинка Павлина Велјанова со завршна приредба го прославија завршувањето во градинка. 5 години поминати заедно со своите наставнички, доволен период, истите да им бидат блиски и да заслужуваат почит до крајот на животот. Салата на Центарот за култура Бели Мугри беше преполна со народ. Убаво облечени во согласно со музиката, со игра и песна, децата го одбележаа крајот на годините поминати во градинката, која за нив представуваше втор дом. И следуваат информациите од спортот. Навивачката група Сејмени го повикува тековното раководство на фудбалскиот клуб Осогово да организира годишно собрание, на кое ќе поднесе финансиски извештај за време на нивниот период во клубот и давање неотповиклива оставка.
Финансискиот извештај семените го бараат затоа што биле сведоци дека поради нивните реакции кон Советот и локалната самоуправа, средствата кои се доделуваат на ФК Осогово биле значително зголемени, односно од 180.000 денари во 2012 година на 440.000 денари во тековната 2013. Сакаат да знаат зашто се потрошени парите, кога гледаме како што велат дека играчите се жалат затоа што биле изманипулирани неколку пати и не зеле ниту денар, ниту за превоз, ниту за плати или премии. Извештај бараат и затоа што раководството немало никаков трошок ни за котизација, припреме ниту пак за брисовници или регистрација на нови фудбалери. Извештај одговараме се вели понатаму затоа што вие како раководство на економот на фудбалското игралиште му должите 3 плати, пари кои веќе ги имате подигнато од локалната самоуправа. Неотповикливата оставка стои подолу во дописот, се должи на вашите резултати и ветувања во есенскиот дел, кога од наша страна ви беше дозволено да раководете со клубот под услов дека ќе се борите за прво место, дека ќе донесете странски инвеститор, финансиска и организациона сигурност, квалитетни подготовки и ред други работи. Сите бевме сведоци дека ништо од тоа не се оствари и вие самите кажавте дека доколку не го остварите тоа, ќе си одите од клубот. Категорични се семените, кои исто така бараат целосно расчистување на случаите за кои раководството обвинува дека некои играчи местеле над превари и прашуваат дали тоа навистина се случило или бараат само изговор за да не им го дадат тоа што им го ветиле. Одиграно последното коло во училишната кошаркарска лига во машка и женска конкуренција. Одиграно шестото и последно коло во училишната кошаркарска лига. Во машка конкуренција постигнати се два резултата. Свети Кирил и Методи тесно ја совлада екипата на Никола Карев со 44 спрема 43, додека Малина Попиванова беше убедлива против Раде Кратовче со 61 спрема 35. Севкупен победник е екипата на Свети Кирил и Методи. Никола Карев и Малина Попиванова имаат изброј на бодови, а на последното место заврши Раде Кратовче. Во женска конкуренција интересен резултат: Малина Попиванова, Никола Карев 40 спрема 2. Кирил и Методи ја совлада убедливо екипата на Раде Кратовче. Малина Попиванова и Свети Кирил и Методи поради истиот број на бодови за првото место ќе одлучуваат преку мајсторка што ќе се игра в среда со почеток во 12 часот. Во четврток пак е закажано доделувањето на трофеите за најдобрите две екипи во машка и женска конкуренција. Вестите на канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.